Едно е јасно дека овој судски совет ваков како што е нема легитимитет кај граѓаните. Тој може би има легалитет, но нема легитимитет, бидејќи кредибилитетот им е уништен, довербата е едноцифрен број проценти, довербата е на историско најниско ниво, и она кое што е важно е дека ако нема свесност помеѓу нив самите да заминат, тогаш мора ние да превземеме некакви чекори за да може тие да заминат. Но тоа не значи дека сега едни луѓе кои што ја довеле ситуацијата и состојбата ваква каква што е, да ги замениме со други кои што тоа ќе го продолжат. Кадровскиот потенцијал кој што треба да го освежи ова тело и ова институција, навистина треба да биде со импозантна цел и агенда пред себе, но и институционална меморија позади себе, односно да има биографија тежина, тој кој што ќе биде таму. Затоа што ако ние едните ги замениме со други, а останат навиките исти, начинот на месување, не сме направиле ништо. Истото и за нас ќе се случи еден ден, ќе заминеме и ние, ќе дојдат некои други и така натаму. Затоа што кога ќе дојдат тие смени, а кога ќе дојдат како резултат на смената во парламентот во која што мнозинство е оваа влада, и ако нема некакви позитивни промени, тогаш ние ќе бидеме виновни. И сите ќе речат, исти се. А тоа не е наша цел, ние не сакаме тоа да го. Додека бевте во опозиција, вие обвинувавте за партизација на судството. Сега опозицијата повторно обвинува за можна евентуална партизација на судството. Значи, како да се вртиме во круг, кое е решението за излегување од овој маѓевсан круг? Може би целосен ветинг, како што правеше Албанија, меѓутоа таа потоа се соочи со еден процес на блокада, да немаат суди, за да работат на судските случаи? Не би рекол дека ветингот е опција. Не би рекол, ние имаме одлични закони, ние треба само да ги ослободиме обвинителите и судовите од партиските стреги. Ова, вие што велите, да не бидат во грч и да мора на партиски мокници да им или некој друг тип на мокници да им служат. Ние треба само да ги ослободиме и на тој начин тие ќе почнат да се однесуваат онака како што би требало да се однесуваат, односно да обвинуваат и судат по закон и устав.